Добар ден и добре дојдовте во училница. Јас сум Анита Митевска, наставник по француски јазик во основното училиште Дане Крапче во Скопје. Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, on va apprendre de demander et dire l'heure. Денес ќе научиме како да прашаме и да кажеме колку е часот. За да знаеме да кажеме колку е часот, потребно е да ги знаеме добро броевите до 60. Броевите до 20 ги учевме уште првото полугодие и тие веќе се совладани. Да се потсетиме на броевите од 20 до 60 што ги учевме сега. Значи 20, нови зборови беа само десетките. 20, веќе знаеме, се вика 20. 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60. Како што гледате, од 21 до 29, веднаш после 20, следуваат броевите од 1 до 9, кои што меѓусебно се поврзани со цртичка, освен кај 21, каде што се јавува сврзникот е. Истото се повторува и кај 31, кај 41, 51, 61. Сите останати меѓусебно се поврзани со цртичка. Значи ќе имаме 21, 22, 23, 24, 25 и така натаму. Доколку се уште добро не сте ги научиле броевите, ви препорачувам да отворите на YouTube и да напишете Le Nombre, ќе ви се појават многу видеа преку кои може да го извежбате изговорот на броевите, исто како и пишувањето. Извежбајте си го пишувањето на броевите, пишувајте во тетратките. Ајде сега да видиме како се прашува колку е часот. Quelle heure est-il? Повторете. Quelle heure est-il? Уште еднаш. Quelle heure est-il? Така, браво. Уште истото прашање можеме да го поставиме како il est quelle heure? Повторете. Il est quelle heure? Одлично. Во второто прашање, зборчето quel е подлечено. Го подлеков затоа што и одговорот на прашањето quelle heure est-il или quelle heure го има истиот редослед на зборовите како во второто прашање. Само што зборчето quel ќе биде заменето со бројот за часот. Пример, овој часовник тука ни покажува дека е 8 часот. Зборчето quel ќе го замениме само со бројот 8. 8 на француски е 8. Значи одговорот на прашањето или quelle heure ќе биде il est 8 heures. Уште еднаш, значи запаметете го ова, кога кажувате колку е часот, стои il est, па бројот за часот, heure и минути. Ајде сега да го видиме тоа во примери. Quelle heure est-il? Il est 1 heure. Quelle heure est-il? Ајде обидете се сега вие да ми кажете дека е 2 часот. Значи само место 1 треба да ми кажете д. Така е, il est 2 heures. Quelle heure est-il? Il est 3 heures, bravo. Quelle heure est-il? Il est 10 heures. Quelle heure est-il?
Il est 12 heures. Како што може да забележите, во сите реченици, кога кажуваме колку е часот, зборчето што значи час, што е на крајот зборот, во сите реченици завршува на S, освен кај иле une heure, еден часот. Се смета дека овие подолу 2, 3, 10, 12 се множина и затоа се додава S на крајот. Значи, да запаметиме, само кај иле une heure, на на крајот нема S. 12 часот е иле 12 heures. 12 часот уште може да кажеме дека е пладне, или на француски тоа е иле midi. Значи, за 12 кажуваме иле 12 heures или иле midi. Додека полноќ ќе кажеме иле minuit. Ајде сега да видиме како ќе кажеме кога нели во часот имаме и минути. Повторуваме, прашањето е quelle heure est-il? А одговорот il е, бројот од часот, и минутите на крајот. 1 часот и 5 минути. Како кажувавме дека е 1 часот? Il est une heure и кажуваме на крај само 5. Il est 1h05. 22 и 15. Ајде да се потсетиме, 22 е 22, 15, 15. Значи, одговорот на прашањето quelle heure est-il е така е, il est 22h15. Il est quelle heure? Il est 13h30. Il est quelle heure? Четириесет, 40. Така е. Il est 16h40. Il est 10h45. И ајде уште 12:10. Quelle heure est-il? Ми одговарате. Il est 12h10. Браво! И сега 16:40, 10:45. На овој начин не изборуваме во секојдневниот живот. Вака, искажан часот може да слушнете на железничките станици, на аеродром или во некои институции кога се зборува за некој термин. Во секојдневниот говор, место 16:40, ние кажуваме 20 до 5 или во некои крајеви во Македонија кажуваат 5 без 20. Французите исто така зборуваат како на вториот начин. Значи за 16:40 кажуваат дека е 5 без 20. Ајде да видиме како. Овој часовник тука ќе ни помогне како да ги кажеме минутите на секојдневен говор. Ајде да видиме во пример. Значи, имаме прво 11 и 15. Како се викаше дека 11 часот? Il est 11h и за 15 имаме екар. Кар значи четвртина. 15 минути е четвртина од 1 час. Видите, и овој дел тука е четвртина од кругот. Значи, 11 и 15 е
Il est 11h15. 3:30. Како ќе кажеме? Il est 3h30. Кај 30, деми, гледате кај 30 ви стои деми. Demi значи половина. Il est 3h30 et 3:30 или il est 3h30. 10:40. Како го кажуваме на македонски? 20 до 11 или 11 без 20. Значи французите ќе кажат дека е 11 часот и големата стрелка за минутите стои кај осмицата. Значи кажуваме moins 20. Moins значи без, 20 е бројот 20. Quelle heure est-il? Il est 11h moins 20. Quelle heure est-il? Il est 9h moins le quart. Кога е 9:45, големата стрелка за минутите стои кај девитката. Гледате тука. Пишува moins без le quart. Што беше le quart? Le quart значи четврт. 10 часот без четврт. Браво! За да најдете дополнителни вежби и видеа на интернет пребарувачот можете да напишете Quelle heure est-il и додадете FLE, што е кратенка од француски како странски јазик и ќе ви излезат многу линкови од различни вежбички или од повеќе видеа како се кажува часот. Гледајте и вежбајте додека не научите. За крајот на денешниот час, еве и еден краток текст. Во овој текст Реми го раскажува својот ден. Вие за задача ќе имате да го препишете текстот и часовите што се напишани тука со бројки, вие да ги напишете со зборови. Меѓутоа, најпрво да го прочитаме и да го преведеме текстот. Le matin, le réveil sonne à 6h45. Значи, овој 6:45 може да го кажеме како 6:45 или како 7 без 15. Вие ќе изберете како ќе кажувате, меѓутоа внимавајте цело време. Ако кажувате на секојдневен говор, нека биде тоа во сите реченици на секојдневен говор. Ако изберете да зборувате онака формално како што зборуваат на железничките или во некои други институции, тогаш во целиот текст нека биде така. Le matin, le réveil sonne à 6h45. Наутро будилникот звони во 6:45. Je prends mon petit déjeuner à 7h. Појадувам во 7 часот. Je pars à l'école à 7h30. Заминувам во училиште во 7:30. Et les cours commencent à 7h45. И часовите започнуваат во 7:45. Je rentre chez moi à 13h15. Се враќам дома во 13:15. Je déjeune à 14h. Ручам во 14 часот. À 16h, je fais mes devoirs. Во 16 часот пишувам домашно. À 18h30,
Je vais au gym. Je fais du karaté. Во 18:30 одам во сала, вежбам карате. Le soir, je regarde la TV avec mes parents. Навечер, гледам телевизија со моите родители. Et avant 3 heures, je suis fatiguée et je vais au lit. И во 23 часот, јас сум уморен и одам во кревет. Значи, како ќе направите задачата да го напишете текстот со часовите напишани со зборови, потоа обидете се да раскажете еден ваш ден. Имате пример тука, следете го примерот. Како активност тука е наведено дека вежба карате, вие можете да додадете нека ваша активност. Потоа задачите сликајте ги и пратете ги на вашиот наставник. Passez une bonne journée, restez chez vous et apprenez le français. Merci de votre attention et à la prochaine.